Здраво на сите и добре дојдовте во моето ново видео. Многу некако сум возбуден за ова видео затоа што неодамна зборев со Панчо и ми кажа дека ќе варат песна во кој спот ќе ме има и мене. Кога барав нели нормално повише информации како може мене воопшто да ми има во спот, а правивме заедно и Instagram live каде што и повише зборевме за тоа и ми рече дека за време на карантинов се работело на спот кој ќе биде целосно анимиран и дека на тој начин јас некако ќе се појавам во тој спот. Јас решив да седнам да биде ова мојата прва реакција на тој спот. Го неам отворена уште, они извадија нова песна која се вика Јави ми и ова ќе биде мојата прва реакција на спотот, на песната, на све живо и диво. Така да без многу долголекување одиме на спотот, на песната, на све. Идеме сега. Денка. Ова заборив да го кажам дека е анимирано од Николас Артхаус. Мислам дека кога ќе се спомне анимација на кога друг да помислиш. Никола во комбинација со Денка. Не знам што можеме тука да очекуваме и што све ќе има, али не знам како се споиле, али може да биде доста опасна спојка. Идеме. Јави ми. Имаме чил. Чек. Што гледаме сега тука? Гледаме вечното ривалство Слаткар и Панчо. Го гледам таму Буцо и го гледам Мајри. Ама другите тројца јас кода не ги разпознавам. Изгледа не ги познавам тие тројца јас. Не знам. Коби. Леле, мислам дека ќе паузирам на секоја секунда само за да го запазам секој детај што го има видеово. Ги смири, добре. Сега гледам дека има многу контроверзни теми за кои мислам дека не е многу паметно да говорам, така да ако нешто преќутам, знаете дека тоа е за сечие добро. Никола. Тамара, на Евровизија. Добро, на Евровизија обично победникот добива една таква, не добива 3, брат. Или милион. Значи, сега не можам да се фокусирам на песната и да ја слушам, че толку треба да пазвам и да гледам што има видео. Наум Петрески. Легенди, браво! Кили. Добра, колку луѓе ќе има видеова? Цела македонска естрада ли ќе се опфати? Миле. Добро. Бубамара. Ова беше може и најјакиот дел од Бубамарава годинава што беше. Се надевам дека не ме нервирам што паузирам на секоја секунда, али толку брзо се дешаваат работи ми, толку све сакам да запазам, значи мора. Што имаме тука, бре, луѓе? Го имаме Андреј на Wrecking Ball, Майли Сайрус, Who? Ја морам го вратам. Зашто? Значи тука го имаме Панчо и Елена како тверкат и паѓаат пари. Одлично. Одлично. Сакам да кажам чекај кои се овие полека, али 4 од нив се Маријан Стојановски. Зошто? А што џуџиња ли се овие? Значи 4 џуџиња се Маријан Стојановски, едно е Бени Нон-стоп. А зашто има 5, нели Снежна има? А еве а Снежана и Каролина, па да, бе. И Ваља. Уште 2 џуџиња, Андреј и Панчо. Има и 8 џуџа, дали тоа беше нога луѓе? Дали тоа? Тору мислам дека поточно не можеше да се нацрта. И зашто полето во ваздух, бе, брат?
се роди дрво, од кој скочија коева Дариоева и Владо Јаневски. Што правите? Еве го и Владче, со сите можни животни и оне дрво. Еве го и Пеца Супер Хикс дојде. Рај. Лале, бра. Бра. The man, the myth, the legend. Ѓорѓе Колозов, човекот, значи, леле колку го обожавам човеков, не знаете. Знаеш ти очите зборуваат гласно, кога во срцето е тивко и ладно. Браво, деца, ќе ме биде. Жаре, К15. Не свеше ме патка. 3 на 1. Елмаз, Пандер. Шо пишо продуценти? Го имаме Дарко, го имаме Лазар. И Роберт. Тони, Бейби, Калиопи и Игор. Добро, мислам дека ова е единствен македонски спот кај што ги е фатена цела естрада. Човече, што е ова? Еа го, Wrecking Ball. Чекай, кои се луѓева сега? Распознам некои ликови, ова е вајда бендот на ДНК. Ако не сум грешка, се надам дека не сум, мене така ми личи. Би требало да е тоа. Тито си ги подпира нозете на Марсовец, па одлично. Мислам од Никола што друго да очекувам. Кој се бе овие? Ще чуjem од страна ДНК песни. Мислам само што отвараш YouTube шо гледаш. Фала Богу. Најачи у Майнкрафт за секојаш. Че морам да го вратам. Иван и Кике. Ле, јако. И Коли Столе. Ина многу фина. Ми вика пие лапчиња за смирување, џабе ги пиеш, нема да те смирам. Уште има. Купив некои круасани со крема, ама не знам кремот изгледа на каса, требало да ми го дадат. Луѓето што слушаат лоша музика имаат боле звучење. Мија! Леле, дури јас се нервирам што толку го паузира видеово, али мислам дека после ова ќе треба да се ја пуштам уште 5 пати, 6 пати за да слушам песната, човек, зашто песнава не ја слушам. Ми стои некако позадински 100 пати ја паузирам. Чекај, кога јаме тука? Јаме една, јаме Снежа, мислам се вика, че ги јаме Врчак, мислам. Каде без Лила? Кој беше тоа што падна? Како ова да го вратам, да го фатам, кој падна? Че сега ќе паузирам вака. Влаче паднал. Еве го бе. Нормално, Pero во другиот универзум се наоѓа вламо некаде горе, ова сме сите ние другите. Не знаеме воздухот таму горе како е. Ене сум дунаму ќошо, чекај стрелка, тој сум. Праска да сум Марјанче шо тверка. Ля, јако. Лале, човек. Браво. Почивај во мир, Драган Вучич. Браво. The end. Ле, брзо заврши.
предобра ствар, човече. Песнава исто ми е многу чил, многу јака, колку што можев да заприметам што ми шеташе у позадина на видеото. Многу се фрустирав на видеото и сакав да ги заприметам сите детали што може Никола да ги вметне, зашо можеш нешто искроз позадина од него да ти промакне што си вметнал for fun. Одлична спојка ДНК со Никола, одлично дело, одлична песна, уште поодличен спот. Ќе ви оставам доле линк, обавезно одете слушнете ја и песната, не само спотот да го гледате. Сите така собрани на едно место, прикажани некако на многу интересен, убав начин. И убаво е така некако, знаеш, кога ќе ги видиш сите на едно место, колку и сите да се различни и колку македонски менталитет што сите некако не одвојува, пак е некако убаво вака сите на едно место да ги видиш. Браво Панчо, браво Андреј, браво Никола, браво до секој друг што е позади спотов и песнава. Вајда не би должел многу, веќе доста ве замарам. Фала ви што гледавте ова видео. Лајкнете го доколку ви се допадне и не забравяйте да се субскрајбите на мојот канал за уште вакви видеа. Ние се гледаме во следното видео. Чао!